Се враќаме во студио. Денешниот разговор е посветен на интернационалниот музички детски фестивал Тралала во Битола, кој се одржува, односно секоја година, изминативе ова година ќе се случи 16-тото издание на овој фестивал. Но поводот за овој разговор е бидејќи неодамна деца учесници пејачи освоија 3 вредни награди во Бугарија на фестивал. А токму денеска мој соговорник е директорот на овој фестивал и ќе можеме така поубаво да ви објасниме и најавиме што она ќе се случува токму на овој фестивал во текот на оваа година. Со мене во студиото е Тони Алексовски, раководител, директор на Интернационалниот музички фестивал Тралала. Добро утро и ви благодарам многу што ја прифативте поканата. Добро утро, ви посакувам убав и пријатен ден и поздрав до сите гледачи на Мега телевизија. Најпрво ќе ви ги честитам наградите, освоивте 2 први места и едно трето место. Битола треба да биде горда за тоа што продолжува она традиција и се уште важи дека Битола е расадник на музички таленти. Треба да биде горда Битола, треба да бидеме горди ние како фестивал Тралала, кој традиционално, значи 17 години без по континуитет се одржува, значи во нашиот град. Треба да бидат горди сите македонци, бидејќи како единствени представници бевме од Македонија, значи немаше од другите градови, на фестивал кој се одржува во Бугарија, каде имаше многу учесници и навистина треба да бидеме сите задоволни, бидејќи сме добри репрезенти на тоа што се случува во областа на интернационалните гостувања, во областа на популарната музика, во развојот на детската култура, во едукацијата на децата и така натаму. Што се случуваше? Мислам дека во вторникот се вративте од таму, бевте таму 5 дена. Што точно се случуваше? И каде бевте точно локација? Значи, веќе сме 5-та година учесници на овој интернационален фестивал. Фестивалот се вика Абанико. Организатор, директор на фестивалот е мојата драга колешка, значи од Бугарија, со која соработуваме веќе сите овие 5 години, Роси Јорданова. Таа го организира, значи, овој фестивал. И во месец септември исто е таа директор на друг интернационален фестивал под име Софија Гранд Прик. Се одржува во Софија, нормално, значи, овој фестивал под името Абанико е специфичен по тоа што задолжително е учеството на секој учесник, значи треба да се представи како со прва песна на шпански јазик. Значи амбасадата на Кралството Шпанија е соорганизатор на овој фестивал и условите се, значи првата песна да се отпее на шпански јазик, а втората песна да биде на јазик по избор, популарна песна по избор. Од овде, значи од градот Битола, од фестивалот Тралала, како представници заминавме, значи 3 солисти од мојот фестивал. Тоа се Илона Шундовска, Александра Дрогришка и Мартин Стефановски во 3 различни категории. Знаете, сите се фестивали се поделени во возрастни категории. И тие како солисти, како репрезенти на Македонија и јас како член во интернационалното жири. Таму беше навистина пријатно, 5 дена бевме во Бугарија, се дружевме на децата на едно од моите солисти им беше за прв пат да ја напушти Македонија, за прв пат да биде во своите родители. Меѓутоа, сето тоа се заборава, беше навистина прекрасно. Се представија во најдобро светло, солистите ги отпеа своите песни во првиот ден, значи на шпански јазик, наредниот ден пеа други композиции и кога беше гала концертот, значи не очекувавме дека баш сите тројца ќе бидат толку добро наградени и добро ќе котираат, бидејќи имаше околу 200 учесници на тој фестивал. Знаете, поделени не само со вокални интерпретатори, туку постојат и дуети, и мали танцови ансамбли, и некои вокални групи, така да вкупно имаш околу 200 учесници. Навистина многу деца, многу родители и не верувавме дека во тие денови дека навистина нашите деца ќе бидат толку добри со оглед на фактот што на некој им беше и прв пат да настапат на некој било каков фестивал. Но еве благодарение и на моите колеги од жирито, благодарение најпрво на солистите кои толку добро се представија, ги освоивме 2 награди во 2 возрастни категории, значи први места и 3-то место за Мартин Стефановски, а првите места значи за Илона Шундовска и Александра Дрогришка во своите категории.
Јас бев член во жирито со други членови од Молдавија, од Италија, имаше членови од Бугарија и така натаму. Јас бев единствен, значи, од Македонија. Таму сум веќе долго време и председател на жири и член во жири сум бил на тие фестивали. И така да бев невоодушевен и радост кај децата, радост кај мене што ете мојата екипа, мојата како раководител на тој фестивал успеав да ние секаде каде што ќе бидеме гости, значи успеваме да освоиме некое место, но кога тројца надпреварувачи ќе се однесат на некој фестивал, ќе бидат учесници, ќе земат 3 награди, навистина е голема радост за сите нас. Бидејќи споменавте дека мораше да се пеат песни на шпански јазик, дали вие ги имавте подготвено веќе и дали ме интересира тројцата солисти токму пееа на шпански јазик? Да, тој беше еден од условите да се пее песна на шпански јазик или па во замена доколку не може детето да пее на шпански јазик, значи можеше да се пее песна на француски јазик или на романски јазик. Значи, на некој од тие, од таа група јазици. Да, од таа група јазици, така да најмалиот представник, значи, од Македонија, Александра Другришка, се настапи со една песна Росалинда, од популарна шпанска ТВ серија. Исто и Мартин Стефановски, а Илона Шундовска во првиот ден настапи, значи, со француска песна, а вториот ден беше песна по избор. Тогаш пеја, значи, Мартин Стефановски настапи со песна од Сонце за три светови, Илона Шундовски настапи со италијанска песна, Александра Другришка, бидејќи таа има неполни 9 години, таа настапи со песна од анимираниот филм Frozen. И така да супер беше, мислам, навистина тие добро представија и добија доста големи аплаузи од публиката. Публиката беше вистина воодушевена, бидејќи не очекуваа дека за деца кои прв пат настапуваат или кои се на таа возраст, ќе успеат толку да ја фасцинираат публиката во Бугарија. И некако се спои среќата и талентот. Се спои среќата и талентот, меѓутоа видете, тоа е сепак резултат на нашето ангажирање. Ние веќе еден месец повеќе пред тоа се ангажиравме, вежбавме со децата, особено со Александра, бидејќи таа е се уште малечка, како што напоменав, таа за прв пат ја напушти Битола и долго време се трудевме да го постигнеме овој успех. Оно што е интересно дека, нели, претходно разговаравме, сега ќе следува за непол месец аудицијата за нови изведувачи, деца изведувачи на фестивалот Тралала, па како ќе се изврши целата таа селекција, што се треба да имат младите пејачи, односно ината наша музичка естрада? Па обично во крајот на месец март и почетокот на месец април е резервиран за одржување на аудиции за фестивалот Тралала Kids и Тралала Битола, кој се одржува во месец ноември, значи ова година. Се надевам дека најдобар термин ќе биде околу 16 април. Ќе се одржат аудиции, значи ќе бидат поделени рекламни материјали во сите основни училишта во повеќето општини, значи во овој регион. И ќе се одржи аудиција каде ќе се одберат солисти кои ќе настапат на фестивалите Тралала Kids и Тралала Битола. Знаете, наш разговаравме во вашите емисии, дека значи, ова е како расадник на едни деца кои понатаму, доколку се добри, доколку работат интензивни така натаму, имат право да учествуваат на Тралала International, кој се одржува во месец август, а потоа им се отвара патот и за учество на многу други манифестации, значи ширум светот. Децата се подготвуваат некои песни кои ги најповеќе им остават впечаток, кои им се мили, со кои живеат, да речам, тие деца, значи со кои добро ги интерпретираат и настапуваат на аудицијата, а потоа ние, значи, ги одбираме кои се добри деца и така натаму. Значи, тие се учесници на фестивалите Тралала Kids и Тралала Битола, кои ќе се одржат, значи, кон крајот на оваа година. А сега во моментално, значи, е пријавувањето за интернационалниот фестивал, знаете, кој ќе се одржи во месец август во рамките на најдолгото битолско лето. Може да се каже и очекуван фестивал, затоа што многу странски сведувачи доаѓаат деца во Битола и многу интересни песни може да се слушнат таму. Да, интересно е за тој фестивал, значи, се одржува во рамките на Битфест, во два надпреварувачки дена и во еден ден резервиран за гала концерт или доделување на награда. Тоа е правено по сите европски теркови на кои се прават таквите видови на фестивали.
Значи од 9 до 14 август веќе е резервиран терминот за одржување на 17-тото издание на фестивалот, на интернационалниот фестивал Тралала. Во тек е пријавувањето на гостите. Се пријавуваат држави, учесници од многу држави, значи тоа не се само деца, тоа се делегации, со нив доаѓаат и вокалните педагози, доаѓаат и учителките или тренерите, како што тие ги вика, значи доаѓаат родителите, така да се создава една група од околу 120 до 150 вкупно учесници од странство, значи делегациите, кои треба да бидат присутни 7 дена во Битола, 6 до 7 дена во Битола, во зависност од авионските летови и така натаму. Сите тие треба да се преземат од аеродроми, од патување, од каде ќе доаѓаат од државите, да се сместат и да бидат 6 дена ангажирани тука да учествуваат, да пеат 2 дена во Народниот театар во Битола, да учествуваат на гала концертот на доделување на наградите, да имат еднодневна екскурзија во Охрид, Светинаум, посети на музеи, така натаму, сето тоа да биде организирано и со храна и со прошетка, и така навистина тоа е голем фестивал во Југоисточна Европа, мислам и пошироко дека ваков вид на фестивал немаме и треба да се гордееме дека во Битола имаме една таква манифестација. Значи за таа манифестација, за тој фестивал е веќе пријавувањето во тек, бидејќи знаете тие треба да си резервираат начин за да стигнат до нашиот град. И веќе се пријавуваат држави. До сега, например, радосен сум што на оваа манифестација за прв пат, например, ќе имаме учесник од Молдавија. Минатата година бев исто среќен што за прв пат се пријави на држава која никогаш во овие години не учествувала, Кипар. Учествувале многу држави, Јапонија, Индија, Шпанија и сите европски, значи овие други, значи европски држави од Русија, Полска, Естонија, Литванија, Бугарија, Италија, Словенија, Хрватска, сите југословенски, значи бивши републики, така натаму, така да бројката сега околу 35 држави учеснички на Тралала, досега кои учествувале на Тралала, а доколку е Севорет и доколку имаме некоја мала скромна помош од Министерството за култура и општината Битола, се надам дека оваа година ќе успееме 20 држави да ги донесеме во Битола, да бидат учесници од 20 држави и да се пее на 20 мајчини јазици на тој фестивал, на секоја држава пее на својот мајчин јазик, така да мислам дека досега во Битола, на било какво вид на манифестација, дали било тоа спортска или културна манифестација, 20 држави во исто време, на исто место, не биле во еден град како што е Битола. Така да што да кажам повеќе на коментарот. Тоа ќе биде возбудливо, доколку се остори, ви посакувам многу среќа и успех во таа намера. Бидејќи исто така вие бевте и во Бугарија, но учествувате со вашите солисти насекаде во Европа, каде што патуваат токму на овие интернационални фестивали. И сега од онаа страна, не сте ни во публика, ни во туку, сте во улога на судија на некој начин. Колку е тешка и предизвикувачка вашата работа токму на фестивалите, затоа што некогаш е тесна линијата кога треба да се одлучи. Нели сега во медиумите се актуелни сите тие музички избори на таленти и сето тоа. Добро, нашата работа е поврзана, значи дел од таа работа е нашето жирирање. Бидејќи јас сум на сите тие фестивали, околу 30 на фестивали сум член во жири, а на многу од нив сум и председател на жири комисијата, што ми представува навистина чест да бидам председател на толку големи фестивали. Многу другите сум исто така член на, како сега овој во Бугарија и останатите фестивали, бидејќи таму на некои од тие жири нема ни председател. Тешко задоволството, значи го спојуваме задоволството со корисното и со практичното. Значи ние учествуваме на фестивал како представници од Македонија, но јас морам да си одработам својата работа. Навистина е тешко кога има толку учесници, 200 учесници, некогаш знаете да траи по 12, по 13 часа, значи да се седи во жирито и да се гласа за толку многу учесници, да се дават оценки за сценски настапи, за вокални интерпретации и така натаму. Меѓутоа, како да речем, сепак е тоа едно задоволство, бидејќи сме дел од таа веќе магија наречена фестивали. Успеваме некако тоа да го издржиме и на крајот сепак една надеж имаме дека
ќе оставиме добар впечаток како држава и дека повторно ќе се вратиме на тој фестивал и дека дел од тие фестивали, земји учеснички на тие фестивали, кои ќе бидат задоволни од нашето жирирање или од учеството на нашите деца или од представувањето комплетно како една македонска делегација на тој фестивал, ќе ги заинтересира како ние тоа го работиме во Македонија, па ќе дојдат. Еве така остваривме сега во Бугарија контакти со, за прв пат, значи немавме контакти до сега со Молдавија и сепак ето навистина е макотрпна работа, значи долго време да се биде член во жирито. Јас ви кажав на почетокот дека многу фестивали се во опција, значи учествуваме на многу фестивали, меѓународни големи фестивали, значи од Русија до Малта до многу уште други држави во Европа сме ги поминале. Ова ни беше 34-тото гостување на фестивалот надвор од Македонија. Веќе првиот ден се подготвувавме, кога се вратив од Бугарија, почнавме да се подготвуваме за понатаму, значи не очекуваат сега уште многу гостувања во текот на оваа година. Имаме премногу покани, не можеме да одговориме на сите, но ќе одбериме некои најдобри фестивали кои се во Европа и на кои досега не сме биле. И би сакале да посетиме не само како фестивалите кои знаеме дека имаат висок квалитет, но и како држави во кои не сме биле никогаш, ќе биде заиста, ќе ни биде навистина предизвик да бидеме во тие држави. Така да сега во јуни месец имаме некое гостување во Полска. Интересна држава. Интересна држава и многу прекрасен фестивал, значи кој организира Полската телевизија. Тој е еден од најдобрите фестивали на кои сум учествувал. Во јули месец сме исто во Словенија. Заборавив сега најсвежо ние гостувањето за кое се подготвуваме со Илона Шундовска, значи повторно само со неа заминуваме во Будимпешта, во град до Будимпешта, 40 на километри до Будимпешта. Таму ќе одиме со Илона Шундовска, а можеби и некои од другите солисти кои сега овие дена ќе одлучиме дали некој ќе биде заинтересиран и дали ќе може да одговори на потребите таму кои се бараат. Значи, исто гостувањето ние во мај, од 20 до 23 мај сме во Будимпешта, потоа, значи, рековме дека имаме Полска, имаме гостување во Словенија, на Блед, таму првата година, трета година се одржува тој фестивал на Блед. Прекрасен фестивал, многу убав фестивал, многу учесници и така натаму. Таму и првата година, значи, бев председател на жири комисијата и сега оваа година ќе бидам во жири. Таму исто ќе бидеме поголема македонска делегација со повеќе учесници. Тоа е во месец јуни. Потоа имаме и некои гостувања за во јули, дали ќе ги оствариме, не сме сигурни, бидејќи се многу скапи авионските билети. Значи, Канарските острови од 6 до 10 јули, да Тенерифе, таму е фестивал каде навистина е добар и каде сите овие наши пријатели со кои се дружиме секоја година учествуваат. Само ние немаме сила да одиме, бидејќи се навистина скапи само тие авионските карти, сместувањето во хотелот на Тенерифе, можете замислите колку чини се до тоа. И после го очекуваме, во меѓувреме се припремите за Тралала, во август го очекуваме да ни дојдат тука делегациите од барем 15 до 20 држави, да ни бидат присутни во Битола во тие 6-7 дена, август, а веднаш после нашиот фестивал, значи заминуваме во Шведска, во Јевле градот, за прв пат се одржува фестивал, таму сум поканат јас со делегација од Македонија, и сега поканата која ја доби Илона Шундовска и Александар Другришка на фестивалот во Бугарија, добија покана за учество на фестивалот во Молдавија и веќе во текот на вчерашниот ден со родителите и со она договоривме како ќе патуваме, веќе се е резервирано на станом, значи од 30 септември до 3 октомври сме во Кишињев на еден голем интернационален фестивал. Тоа е отприлике ќе бидат тие гостувања во текот на ова, значи тековна година, евентуално ако уште некое гостување за кои ќе бидеме поканети, некои не ќе можеме да одбиеме, иако се создадат услови, како например Турција и некои други држави, ако можеме да ги вметнеме во нашата агенда. И потоа ќе очекуваме крајот на ноември фестивалот Тралала Кидс, Тралала Битола, почетокот на сите овие збиднувања, значи од тие најмалечки дечина. Така да на 16 април е планирана аудицијата за тој, значи, фестивал и се надевам дека ќе имаме доста деца, доста заинтересирани таленти кои заедно со
со нашата екипа, со нашиот тим, значи на фестивалот Тралала, ќе се потрудиме и понатаму да создаваме звездички кои ќе светат на едно музичко небо, кое ние го нарекуваме Тралала, и звездички и сонциња кои, како што напишав и на социјалните мрежи, уште еднаш со овие награди ќе ги стоплат сите наши срца. Нормално. Витола е горда во секој случај. Бидејќи мислам неопходно е на музичката естрада, небитно тоа дали станува збор за возрастни или за деца, но важно да се остваруваат токму тие контакти кои во иднина би можеле да донесат некаков успех или некоја интернационална соработка и да се остварат на тој план многу желби и кај децата, но и кај повозрастните на некој начин. Посебно е важно негувањето на талентот кај најмладите, затоа што можеби таму ќе бидат најуспешни и со тоа ни представуваат едно здраво општествено живење. Вашето размислување околу сето тоа? Па како што рекоте, дека нормално е дека сега веќе сме во една фаза кога децата ги едуцираме, значи од самите почетоци да ја засакат музиката, да бидат дел од таа музика и да се движат напред, како нормално се што треба во општеството да се движи напред. Значи, кога децата ќе го почувствуваат тој талент, тој ритам во себе, ние само им отвараме вратите, им кажуваме еве сцената, бидете дел од тоа. Сега тие заедно со нас успеваат да стигнат до некое рамниште, до некоја точка докаде што мислиме дека е сега токму периодот, моментот кога тие деца треба да се експонират не само во нашиот град, значи и подалеку од тоа. Тука ги преземаме чекорите, значи кога им понудуваме дека можат, дека се веќе, меѓутоа тоа сепак зависи од нивната работа, од нивниот талент, дали воопшто се заинтересирани за тоа што ние го правиме. И тука им ги отвараме по втор пат вратите веќе на интернационално небо. Им кажуваме кај има фестивали, ги едуцираме, вежбаме избор на песни кои се одвиваат на фестивалите и така натаму. За децата тоа е голем поттик. Секоја година имаме се повеќе и повеќе деца во Тралала, не само на аудицијата која се одржува, значи, туку и понатаму во другите бранши кои работиме, значи тие се гостувања, Тралала Kids, Тралала Битола, Тралала International, така да знаете, процес кој го работиме за едно дете, да испадне од тоа кога за прв пат ќе дојде на таков вид на аудиција, па додека на крајот да испадне да биде на некое гостување како во Русија, пример во Москва, да биде 7 дена, знаете колку треба тој процес да се одработи не само детето од родителите, туку и од нас како екипа, ангажирање на сите нас да за сето тоа да биде добро и мислам дека многу значајна гранка и многу значаен сегмент од сето ова културна ризница која се случува во Македонија треба да му дадеме, која за жал во Македонија не е толку не му обрнуваме толку внимание во Македонија, не му обрнуваат институциите, бидејќи сето е тоа сведено на некој фестивалче за деца. Значи, нити е фестивалче, тука е голем фестивал, нити е за деца, кога имаме и деца, но и возрастни. Значи, тоа е имаме учесници од 5 до 23 години, значи не е повеќе ни детски фестивал, така да тоа велам, сега сме едни борци, кои долго време сакаме да докажеме дека треба нешто да почнеме да ги следиме трковите кои ги средат Бугарија, Романија, Полска, Русија и така натаму. Се уште немаме најдено на дослух на некој да не свати дека ние навистина што го правиме е добро за Македонија, и така се бориме до кога ќе успееме, до кога ќе можеме вака, до кога ќе имаме снаги. Се надевам дека ќе собереме сила како и досега за сите овие години и ќе газиме успешно напред. Алексовски, јас ќе ви благодарам многу за вашето гостување во утренската програма Деница. Ви посакувам многу успех, па во следна прилика за да зборуваме, да разговараме за уште награди и позитивна промоција на Македонија во странство. Се надевам дека и понатаму успешно ќе представуваме, значи се што е македонско и доколку сме и понатаму толку упорни, повторно ќе ви бидиме ваши гости. Имајте убав ден и пријатна работа. Почитувани, ние одиме понатаму со Деница.